Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова, вечерва со мене, Наум Стоилковски. Единствените реформи на оваа нова извршна власт, кои што се гледливи, се оние кои што се на патот, како што велат, кон задоволување на соседските антимакедонски барања, кои што сепак се и пречка кон интеграциите. Ова е дел од коментарите во јавноста по најновиот развој на настаните во односно отварањето и промената во македонскиот дипломатски приод. Па каде ита Македонија, кон интеграција или дезинтеграција? Тука секако ќе стане збор и за оние договори за добрососедство со првенствено со Бугарија. Тука е развојот на настаните кон соседна Грција, но тука е и оној закон за двојазичност, како што го носи името во јавноста. Со мене во студиото се двајца професори и поранешни амбасадори, дипломати. Добро вечер за поранешниот амбасадор на Македонија во НАТО, Нано Ружин. Добро вечер и за Јово Донев, доскорешен амбасадор во Велика Британија, во Обединетото кралство. Драго ми е што сте со мене во студио. Се надевам дека ќе дадеме дел од одговорите и дел од замерките кои што се, како што ги најавив, можеби малку ви зазвучали, малку нападно. Многу вамаровски ми зазвучали, не е битно. Тоа се коментарите во јавност. Зависи која јавност се слушате. Каде иде Македонија? Каде ита Македонија? Видете, значи... Кон интеграција или дезинтеграција? Ние имаме веројатно различни позиции и мислења за некои процеси во македонското општество. Јас би кажал дека после 10-11 години еден режим на демократура, кој што се почувствува не само во медиумската сфера, забрани, апсења, еве што туку доаѓаме од промоција на книгата на Кежаровски, каде што се открива многу криминални афери, многу незаконски дејања. Значи, таа демократура, тој вид на авторитаризам беше присутен и во самата дипломатија. Односно, постојано некој страф од страна на дипломатите, една резервираност кон се, една целосна контрола на секого, немање слободна иницијатива од страна на амбасадорите, на интелектуалците во тој домен. Така што по промените се чувствува една поинаква, би рекол, заживеана сцена како на внатрешен, така и на дворешен план. Имено тоа што се направи во овој мал период, бидејќи знаеме дека иако изборите се случија многу одамна, заради познатите марифетлуци на Иванов и на тогашната постава на ДПМН, видовме дека дури некаде во јуни месец практично веќе се формира владата, па дојдоа летните распусти, па на тоа се нададоа изборите локални и на тој начин се создаде една импресија дека ништо не се случува. Всушност се случи многу повеќе отколку за изминатите години, особено во доменот прво на меѓународните односи. Македонија под водството на оваа ново освежена политичка елита презема доста позитивни чекори. Знаеме дека нашата слаба точка од 2008 наваму се добрососедските односи. Практично ние во НАТО бевме блокирани некако држава која била блокирана од Грција, тука како држава која што нема добрососедски односи со соседството и при тоа беше истакнато дека кога Македонија ќе најде заедничко прифатлива солуција за името, ќе може на обичен составок на НАТО да стане членка на Алијансата. Така што добриот потез што прво Димитров отиде во Атина и после тоа беше подпишан договорот за добрососедство со Бугарија, сушност се два мощни значајни чекори, поздравени и од страна на Вашингтон и од страна на Брисел, и практично е утабанат еден линк
кој што води кон членство во НАТО и во Европската Унија и мислам дека на тамошната еволуција на работите ќе иде во таа насока. Нормално, опозицијата која што знаеме доста националистички настроена и ги изгуби заради тоа изборите, наоѓа секогаш одредени елементи кои што ги става на ниво на национални интереси, па вади квадратни корени и на крај. Впрочем, тоа е улогата на опозицијата, да зборува, да критикува, да контролира. Така што мислам дека во таа насока се движат работите, односно кон членство во НАТО и во ЕУ. Донев, бевте ли сопрени во некоја слободна иницијатива и што тоа би значило слободна иницијатива, како што вели Ружин, и во однос на како тоа беше блокирана Македонија за влез во НАТО? Јас колку што знам, тока е и таа пресудата од Хаг, нели, каде што се покажува зошто и како била блокирана Македонија. Добро. Најде што тие што ме знаат дека не може да ме контролира никој, нели, освен ако јас самиот не се контролирам. И не прифаќам да работам, нели, ако ме контролира некој, ако немам слобода во своето делување. Генерално она што, да речам, е некое мое искуство, што можам, нели, да го кажам, е тоа дека еден од главните проблеми е аналитиката на Министерството на надворешни работи. И таа е сигурно, претпоставам, проблем кој што се влече уназад 27 години во смисла на креирање на политики, не на анализа на информациите што стигаат во МНР, него на креирање на политики, утврдување на политики, тоа се гледа. И сега се гледа. И во овој момент може да се види. Таа слабост очигледна, приметуваат сите наши надворешни пријатели или партнери што не следат, гледаат како работиме. Тоа е сериозен ишек. Иначе за однос иницијативите, ако вие имате слободен мандат и тоа да работи оно што е во интерес на Република Македонија, и тука никој не ми се замешал за овие 4 години, ниту па нешто ми е рекол некој нешто. И не ви кажам, мислам, тоа нема зашто би се правило такво нешто, зашто секој амбасадор ги знае своите интереси на својата држава и тоа му е првенствена задача, ги брани и штити интереси на Република Македонија. Има понекогаш, значи не можам сега да кажам дека има нешто, да речем, има понекогаш дури неразбирање што е задача на дипломатијата. Понекогаш има некој сваќање кој што... Не, прашањето беше поставено во насока на ова што го кажав како најава, дали овие чекори што се направија нови кон Бугарија, кон Грција, се некоја слободна иницијатива која што како може да се толкува како слободна иницијатива? Тоа можете да го видите во односот, значи, повторно кажам, значи, земете ги 27 години назад. Можете да го видите во односот на однесувањето, ако зборуваме за надворешни политички иницијативи, во образложенијата што ви се даваат во јавност. Значи, ние немаме 27 години видено, барем ја немам видено, ако негде постои, не знам, кој кријат. Вие немате стратегија за некакви политики. Значи, само тој факт што вие немате стратегија, немате јавен документ, кој што јавноста ќе го знае, точно ќе знаеме што мисли министрот за надворешни работи, или премиерот, или председателот на државата, кој да е. Значи, ние точно знаеме. Меѓутоа, во нашиот случај тоа никога не го знаеме. Вие видите ги одговорите. Значи, ако имате вие стратегија, вие однапред сте подготвени, не можете вие да играте. Таа стратегија се усвојува, нели, тоа кој што го прават сите, нели, држави во светот, имаат стратегија, надворешно-политичка стратегија или одбранбена стратегија во која што е вклучена и надворешната политика и ја следи таа линија, не може да избега од таа линија. Вие имате ситуација дека министрот за надворешни работи на Грција, нели, јасно кажува 4, 5, 6 точки по кои што он инсистира да се реши, значи тоа му е ставено на хартија. Опозицијата вели да, ти ни бегаш од тоа што сме се договориле, значи таа стратегија е прифатена и од страна на опозицијата. Ова кај нас немате одговор. Кај нас немате одговор, кај нас имате, не можеме да кажеме во оваа фаза, не можеме ова. Суштината е, нели, дека ние уствари не знаеме што да кажеме. Тоа е најголемиот проблем. Ако зборуваме, нели, за во однос на глобалните однесувањето на нашата дипломатија. Проблемот е што ние не знаеме што кажеме зашто нема ништо на хартија. Значи не постои документ кој што ќе ве води вас. И тогаш вие само импровизирате. Зависи кој е на начело на државата, нели, во смисла не владеесот во државата, кој е премиер и кој е министер за надворешни работи, или некој друг како е Појак, нели, страничен министер кој има поголемо влијание. Импровизација ли е сега договорот со Бугарија? Да. Тоа е сериозна импровизација, за жал. За жал, затоа што едноставно вклучувањето на клаузулата за формирање на мешовита историска комисија во услови кога едната страна е појака од другата, пазете, во преговори кога влагате вие мора да бидете равноправни. Ако не сте равноправни, нема преговори. Другиот ви наметнува. Тоа истото го направивме ние со Грција.
Ние влеговме со наискрени намери, значи повторно не велам дека нешто нели да не зборам се за некоја конспирација така натаму. Ние и кога го подпишавме договор привредната спогодба со Грција, леговме со наискрени намери. Ја не верувам дека тогаш покојниот председател Глигоров не лажеше кога ни велеше нели дека ќе го реши прашањето. И дека за 3 месеци да, ја не верувам во тоа. Едноставно што јас го гледам е тоа дека таа е наивност. Ако ние преговараме, зашто Бугарија си ги штити своите интереси, Грција своите, Србија своите, секој си ги штити своите интереси. Ако вие немате значи ако немате аргумент во рака со кој што можете да се контрирате, каков е тој договор? Кој е мотив зашто ние Борисов и да покаже да речеме дека е најискрен Борисов во своите намери? Значи не во тоа дури може не се сомнева. Ние не знаеме кој ќе дојде на чело на владата на Бугарија после 3 години. Од кај да знаеме дека ќе дојде друг некој што ќе рече дај добар инструмент да ги оценувам. Значи, тоа сакам да ви кажам, значи, морате да направите нешто кај што нема да дозволите никош импровизација. Значи, во однос на ова прашање. Прво, би сакал да кажам дека... дали ќе се сложите, дали е ова импровизација договорот со Бугарија? Не, како импровизација? Стратегија? Стратегија. Кога е искована таа стратегија? Учествувала ли опозицијата? Секако, како опозиција, таа секој се подготвувала. Како што сега ВМРО се подготвува, си има своја стратегија за одредени надворешни прашања. Меѓутоа, на претходното прашање, каде била контролата? Првото, контролата беше во наметнатата само контрола на секој амбасадор да бери што пишува и што јавува од таму кај што е амбасадор. Бидејќи таму се работи според овие депеши, телеграми. И сега, например, еден уплашен амбасадор, кога, например, американскиот амбасадор ќе му каже на вечер или на слушајте, вашиот премиер греши, овој, за да не се замери на Груевски, ќе напише поблага формула на тоа, а на тој начин само му штети на државата. Второто ниво е неспособните кадри, партизанари, ја не зборувам за господин Донев, но зборувам за разни поштари, разни маргинални типови кои што отидоа како амбасадори, кои што не представува во странство, уплашени типови, послушници и така натаму. Кој што... Ја видовте ли вие некој интервју од некој амбасадор? Сте прочитале некојаш? Ја во мое време давав многу често интервјуа. Други амбасадори се овдека анонимуси. Таков тип не можете ни свети стратегија да го пуштите, не знае како да се однесува на јавни места. Нити за странски медиуми не дава информации и интервју, нити тука им е, биејќи им е забрането да дават. Значи, тоа е таа контрола. Нема слобода. Во однос на стратегиите, Македонија има две суштински цели на надворешно политички план во смисла на интеграциите, тоа е евроатлантските, НАТО и ЕУ, и тука стратегиите се прогрес репортите. Значи, бидејќи имаат они однос, знаат што се случува со проблемот, бидејќи не сме ние единствена земја и други посткомунистички лутаа, им измислија група на прашања според кои мора да ги задоволуваат критериумите и според кои ќе се реформира. Тоа е Membership Action Plan, значи акционен план за членство во НАТО, кој што се прави во мешовита комисија меѓу македонските експерти и НАТО експертите, и имате овој репорт кој што се пишува во однос на тоа како Македонија е. Третата битна стратегија е прашањето за името, односно добрососедствата. И сега тука не знам каква ние тоа стратегија треба да измислиме, кога 30 години се обидуваме. Прв пат Македонија, прв пат Грција е под еден ужасен притисок на меѓународната заедница, затоа што домино настаните на Балканот се променија. Балканот 2008 беше друга приказна, кога не блокира 2018, 17, 16 е друга приказна. Сега, рускиот геоекономски интерес е многу позначен тука. Тероризмот е во пораст. Кога зборите тука за Македонија, не зборите за Балкан. За Балканот, меѓутоа и за Македонија. Македонија не беше значен, например, простор, кој што беше дури и подценет. Меѓутоа, со промените на геостратешките и геополитичките структури на Балканот, Македонија станува интересна. И затоа и Брисел, и Вашингтон
настојуваат Македонија да влезе во НАТО, а подоцна и во Европската унија, целиот регион. Така што стратегијата за тоа е пред се низ призмата за да се стане членство на НАТО и во ЕУ, а паралелно со тоа што еден, например, преговарач, поранешен преговарач за името како што и Димитров, вие министар за надворешни работи, нема потреба, нема да учиме нова лекција. Се знае каде што треба да се прави. И затоа сите овие настани се, вие можете да ги наречете било што, да ги подценувате. Тоа е нешто што е поздравено од целата меѓународна заедница. Меѓутоа разбирам, опозицијата секогаш ќе каже не е така, но ако таа го направеше, јас слушам дека всушност дел од текстот бил подготвен во времето на владењето на ДПМНЕ, ВМРО. Да, имаше некои 10-15%, и тоа се 2-3 точки кои што беа многу важни. Не, меѓутоа имаше друга работа. За опозиција или за државата, за опозицијата? Таму одлучуваше само еден човек. Едноставно, Груевски е лош играч на меѓународен план. Тој не знае да игра. Може би внатре е подобар играч, но меѓутоа бидејќи сум соработувал со него, он е уплашен човек кога оди на меѓународни односи, од дипломатијата има страв. Сега, да се задржиме на многу одеднаш отворивте поише полиња. Прво рековте прогрес репортот, дека нели за една земја постои и според него се оди. Да. Јас не верувам дека американскиот претседател Буш во 2008 година не го имал пред себе прогрес репортот за Македонија, па најави прием. Па сега вака веројатно до блокада. Веројатно не сте тогаш многу добрососедските односи, дека прво тоа рековте. Добрососедските односи ја блокира. Не сте читале во тоа време што сум објавувал, ќе ви кажам. Тоа време не е дека не сум читал. Добро, тоа сте гледа само една. Добро. Не знаете ова. Зашто не извини Донев, ти земам многу време. Не, нема проблеми, тере. Само или ако сака посеќам, меѓутоа само да ви кажам. Значи прво, Македонија беше во еден период кога почна на внатрешен план една глупа политика на антиквизација. Лично ме замоли Викторија Нуланд. Лично Груевски самиот знае, сум го молел да го смени име, она што го наметна како аеродром Петровец. Викторија Нуланд не беше 2008? Како не беше? Кој беше? Не беше Викторија Нуланд, како? Она дојде со новата администрација на Обама. Републиканци беа они како? Нема, таму нема. Добро, како нема, си отиде на сега си отиде. Дојде Трамп и си отиде Викторија Нуланд. Не, сега беше вежбо. Не. Не сте во. Добро, сега ворете, ама ја мислам дека лично сум ја носел во Скопје. Ама ворете, ама не беше ни Викторија Нуланд. Во Викторија Нуланд беше во Букурешт. Видете на интернет. Добро. И го молеше, и јас сум го молел да го повлече само името Александар Велики. Тој не го повлекува. Тоа ги разјари грците. Самата рече, го ставате по знак на прашање вашето име. Николас Барнс рече, кажи му на премиерот, кога си во дупка престани да копаш. И тоа го знае, ја знае убаво таа реченица. Меѓутоа не престануваше. Дојдовме во Букурешт. Се најави дека ќе не бидат, дека ќе бидеме примени. На состанокот на невладините младински асоциации го кажа. Меѓутоа што се случи? Срамежливо се зборуваше за некоја промена на името тогаш, и тоа го каже и Лаза Еленовски и сите, Република Македонија Скопје, ама срамежливо, некако да не знаат, ама и да знаат. Тоа не може така. Значи можете да го испорачате во рамките на ова. Во тоа време Буш беше во заминување, неговата позиција беше катастрофално лоша. Истовремено Саркози доаѓа и решава Франција се врати во војното крило на НАТО. Значи целокупниот европската димензија беше толку силна да едноставно прв пат во историјата оневозможија она што најавил американски председател да не биде реализирано. И тоа е вистината. Друга вистина нема. Со тоа што ни дадоа простор да го направиме за неколку месеци и исто така тогаш како еден вид утеха беше подпишан договорот за партнерство со Соединетите Американски држави. За стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, што имате и со Израел исто така. Да. Веројатно сум запознат.
Извине, не бе подсредом, него не можете од толкав голем број на информации Апсолутно, се не, па да... вие сте биле присутен таму, сте комуницирали. Донев, сега, ајде вака сега, како беше блокирана Македонија, значи, дојдовме до заклучок дека и били оставени 2-3 месеца, го реши прашањето со што? Со Александар Македонски или со смена на името? Да се договорат околу името со Грција. Да се договорат за името... Знаете што, ние имаме секоја нација си има по некоја фабричка мана и ние имаме една сериозна фабричка мана, нели, што цело време бараме вина кај себе, не бараме вина кај другиот. Ќе изгубиме некоја битка, може битки се добиват и се губат, и не гледаме што сме сгрешили, него починеме меѓу себе да се плюкаме, да се тепаме. Тоа е така до 200-300 години, не е тоа нешто ново што сега го слушам, и така натака. Грчката политика кон Македонија е константа во однос на прашањето на нацијата, не на името на државата. Тоа е константа. И тука таа од 45-та. Од 45-та година. Од 45-та година е константа. Прашањето 2008 година, ние, сега ја можам да шпекулирам, само ја не ја знам грчката современа надворешна политика до кај иде и како иде, меѓутоа има еден трик условно речено. Ние влеговме под привремената референца во Обединетите нации, во меѓународните организации. Меѓутоа, после тоа нели имавме серија на признавања за билатерални релации со Република Македонија, уставно име и така натака и така натака. Грците видоа дека се губи таа битка. Дека битката со фирми ја губат. Ако влезевме во НАТО, вие никош више немаше да седнеме да преговараме со Грција. Во тоа време зборам. Значи 2008 година кога беше ситуација да се уште, иако на Балканот беше веќе мир на горе доле, меѓутоа сепак постоеше опасност. Ако влеговме под фиром, ние више никош со Грците немаше преговарање за прашањето на името. Односно ќе преговаравме од позиција на еднакви. Зашто ние, онај член и тогаш не една парола, нели времето работи за нас? Не, таа парола, не, пазите, она што ние лошо го одработивме. Ние лошо го одработивме целиот самит 2008 година. Ние лошо го одработивме со лобирање под членките на НАТО. Ние лошо одработивме по сите прашања. Ние се надевавме дека изјавата на Буш или тројцата сите како беше во јато во НАТО, не сеќам таа некоја една глупа кампања што нели се водеше низ Балканов и така натака, немам појма. Со јато во НАТО. Така нешто, некоја смешна. Не, тама тоа не владиниот сектор. Не, добро да е, сега знам дека тоа го слушав тогаш. Значи, ние на тоа се подпиравме. Ние во еден момент не свативме дека евентуалното влегување на Македонија во НАТО ќе ги изедначи силите со Грција во однос на преговорите. Грција тоа мора да го спречат. Меѓутоа, да бидеме најасно на работа, кога зборуваме за Грција, не треба да прецепираме само Грција. Грција има сериозни сојузници во НАТО. Значи, ако она нешто договори со другите своји сојузници, тогаш значи имате сериозен противник. Тоа не го одработивме ние. Сето друго, антиквизација, не антиквизација, тоа се приказни за мали деца да самите си најдеме оправдување за она што сме го пропуштиле како стратегија да го одработиме. Ние не ја одработивме кој што треба стратегијата, не бевме свесни што не чека на тој самит на НАТО. Мислевме дека еве сега влагаме во НАТО под фиром, па дај, после тоа ќе видиме. Не може така. 24 сата мора да бидеш буден во меѓународните односи. Никогаш не знаеш што те чека. Значи, ако јас во тоа време не знам како функционираше дипломатската мрежа, ако дипломатската мрежа не функционира како што треба, ако агенцијата за, односно дали знали постоеше во тоа време агенција за разузнавање, не функционира како што треба. Ако контраразузнавањето, пријателските служби не биле брифирани за целата таа работа и не сме добиле ние соодветни информации, не можеме ние да обвинуваме Грција за тоа тогаш. Ама тогаш треба да си кажеме дека коректно и честно целата држава не си одработи работа како што треба. Не е проблемот на антиквизација, се караме овдека дома за нас. Значи се знае точно да се лоцира каде е опасност. Исто се случува и сега. Значи, велам, ние патиме од тоа за секој наш неуспех што не сме го одработиле како што треба, да се наоѓаме оправдување во некои глупости. Ја гале Грција дали Александар Македонски стои на сцената за Скопје или не стои. Таа од 45 година вика не постои македонска нација. Во секој учебник кој сакат учебник отворете го. И ден денеска се зборува за бугари од оваа страна на границата. Или слово македонци ако се понеутрални малце. Меѓутоа, она нема, затоа и кажам, она немаме проблем со името на државата. Нејзиниот проблем е името на нацијата. Тоа е суштината на целиот според, на спор што го имаме ние со Грција. Државата... Но кој според вас беше одговорен, која власт беше на чело од 2008? Па така што беше, ја не можам да речам дека одговорен некоја друга држава. Јас кажам друго нешто. 2005 година, кога Бучковски беше премиер, и дојде во Брисел
и се биде со Карамалис. Овој му кажа, слушај, иако тоа беше само што не признаа, мислам, во серија Америка и САД, под уставното име, му кажа, немој да се надевате дека во НАТО ќе влезете под уставното име. Вие можете само под ФИРОМ да влезете. Па даде, па тоа го каже Приказната до тогаш беше во ред. И тога се случува 2006 промени, 2008 едни накарадни и неразбирливи потези околу антиквизацијата и тогаш дојде казна. Но, сето тоа е во ред. Оној момент кога Америка не призна под уставно име, од тактички причини го направи тоа. За да го евентуално спречи одржувањето на референдумот за територијална организација на Македонија. Значи, она не призна од тие причини. Во тој момент, значи, грчката политика, за да ви кажав јас, они беа задоволни со ФИРОМ, они менјава тактиката постојано и сега ја смената тактиката. Кога видеа дека тоа така иде, они одлучија да го блокира членството наше под ФИРОМ. Он ја прекрши меѓународен договор. Точно, меѓутоа тоа се случи 2008, не се случи 2000 и... Ама па не можете вие да очекувате дека една навршна политика може да се смени веднаш. Баш кај немаше ни самит тогаш. Самитот беше 2008. Нешто ги предизвикало да го... Па еве ви кажам што е. Едноставно затоа што ние почнавме во билатерала. Почнавме на меѓународни средби да носиме беџеви со Македонија. И они сватија дека едноставно таа битка долгорочно е изгубена. Утре ќе јавиш на Обединетите нации, ќе им речеш на Обединетите нации, ова име не го признаваш. А другите држави признаваме под уставното име, не може да ти речат и ние се... Значи, Грција губеше таа битка. Она мораше да го реагира со НАТО. И тука треба да биде свесни, значи тука не треба да имаме никакви ни емоции. Грешката си беше кај нас што ние не го предвидовме, тој потек на Грција. Буш, свеедно на Буш како брифинг му е даден. Извинете, не е точно дека не се предвидело. Има кога ќе се Добре, видат архивите во МНР, ќе се види... Има да биде живина тогаш. Зашто нема ги да блокира на 100 години. Ги блокира на 100 години, тие документи 100 години се затворени. Не. Ружин Донев... Само сум пишувал да пеше, мислам, знам што... Нема, јас знам дека знаеш што си пишувал, тоа јас сум. Да ви кажам, ради тоа ќе ме прогласија за човек што сум издал тајни на НАТО, мислам, имав проблеми 48 сати со сител кој што вртеше, измислија некоја работа, требаше НАТО да интервенира за да се спасам. Мислам, тоа беше таква глупост. Тука ќе направиме една мала пауза за рекламите, па ќе продолжиме околу тоа антиквизацијата, дали ќе биде оправдание за она што сме го пропуштили или оправдание за она што сега се презема, се враќаме веднаш по рекламите. Еве не повторно во отвореното студио интеграција или дезинтеграција, каде ида Македонија и кои се нели новите состојби во дипломатските зафати на државата. Со мене во студиото се еве повторно да кажам амбасадорот Нано Ружин и амбасадорот Јован Донев. Интересни ставови слушнав додека се подготвував, разговарав со повеќе ваши колеги пензионирани околу тоа колку прашањето за името навлегува во идентитетските прашања. И многу интересно, вели еден од вашите постари колеги, вели прашањето за името, не. Прашањето не, напротив. Прашањето за името, вели, е чисто идентитетско прашање. Ако се види, тргнува човекот многу нормална една споредба, вели, ако се види личната карта на државата, а лична карта во, нели, по оние јазици што потекнуваат од латинскиот, вели идентитетска карта. И тука значи е чисто нема поема од науката, чим така зборува. Професор е ваш колега, ајде да нема да откриваме. На некој не на општествените науки. Добро, сега нема да навлекуваме. И тука се вели дека ако се инсистира во насока на промена на јазик, на култура, на име на јазик, на култура, на народ, нема потреба да се шири во таа насока решението евентуално кое што би се постигнало. Сега, многу интересно прашањето што веќе почнува да се лицитира со име на државата внатре, уште пред да почнат било какви конкретни проекти. Тоа е втората фабричка мана наша. Добро, ма тоа е секаде. Тоа е втората фабричка мана наша. Антидепресив. Да. Што нема потреба, секој го збори. А ние сме таква нација. Затоа имаме многу нисок степен на самоубиство, бидејќи озборуваме многу
i kako antidepresiv to dobro delува, така што немате Колку е уопште. тоа нешто што... Пак сега сам... Значи- не разговараме во јавноста Да, да. на улица, разговараме За во идентитетот. Значи, ако е врзано со името, значи името на државата ви го одредува на националноста. Така. И тука нема разговор понатаму више. Значи нема више никаков разговор. Зборам за националноста. Вие имате ситуации, нели, кај што имате држави составени од национални малцинства, пошто е Швајцарија. Меѓутоа повторно постои швајцарски идентитет и постојат, нели, дупли идентитети. Имате држави кај што, нели, или федерации, кај што има двојни идентитети. Имате свој етнички идентитет, имате и национален идентитет. Во вакви држави кои што е Република Македонија, значи унитарни држави, идентитетот е врзан со државата. Кај нас дополнително, нели, е што и ние сме една од ретките држави во Европа каде што нашиот и ако сакате и народосен и национален идентитет, бидејќи се работи за две различни категории, потекнуваат од географијата, потекнуваат од името на државата, кое е врзано со името на географска Македонија. Така да, секое задирање внатре во тоа прашање, доколку влагате во такво нешто, вие директно дирате во националниот идентитет. Значи, тука не можете да избегате. Не можете да избегате по ниеден основ, затоа што не можете вие да ставите, сега да не цитирам имиња, без веза да не влагам во такви глупости, ја ставите некое име и во личната карта ставате друга националност. Тоа не е формално, само тоа не е административна процедура, нели, кога да предам грчка граница, па ќе напишам, нели, дека или нема да напишам ништо, ни на пасажот нема да му одредам ништо, па ќе напишам таму нешто фиром ваму таму, да се протнам да предам на граница. Тоа веднаш ви повлекува по нас целен систем во системот на образование, во системот на исто така и на меморијата на нацијата. Значи не е тоа така едноставно прашање. И последната работа, иако нешто многу во оваа држава, барем она што го гледам последно време, не се грижат преговори за национално име се понижувачки. Не постои цена. Затоа што вие имате илјадници и илјадници луѓе загинати. Сега не сакам да звучам, нели, повторно да кажа дека звучам вака или онака, не звучам така, тоа е факт. Значи вие имате илјадници и илјадници луѓе загинати за тоа име. Да не се враќам назад. Од 1886, 7 и 8 година, од Кресарско востание, кога збореа за автономна Македонија, но со независна македонска држава, до 45 година. И сега вие, односно ние живите, си земаме слобода да преговараме за име. Како? Со кое правото за тоа преговараме ние воопшто? Значи тоа е такво понижување, може да претпоставам дека не постои друга нација што ќе издржи такво понижување. Значи вашите родители, не дај Боже, нели, дедовци, прадедовци загинале. Ние не го цениме тоа што тие ги дале животите. Па тогаш зашто ние зборуваме сериозно? Ако ние за тоа не внимаваме, за каква дипломатија зборуваме ние тогаш? Едноставно, не знам, немам зборови како да кажам, зашто не сакам никога да навредам во моментов, знаете. Но тоа не се разговара за такви прашања. Вие под окупација, извинете, вие под окупација се борите за името. Во слободна и независна Македонија денеска вие преговарате за името. Па која е таа логика? Каде има таа логика? Никој не може да разбере, никој да следи сериозно. Мене ми се случило, нели, да евоцираме со нано спомени, како што евоцираме спомени кој ќе го образлага во ова прашање, дека луѓе со гнасење станале и отишле. Не ќе да ме слушаат под кој притисок е Македонија во однос од страна на Грција. Како е тоа можно? Стано и оди не сега да слуша. Понижување му да слуша такво нешто да се случува. А вие тоа го имате сега. И тоа така едноставно си разговараме, знаете. Тоа го имаме од веќе 20 и... Сте имали ли вакво искуство да луѓе од кои време ќе слушнат за притисоците кои што се вршат да се вратиме што е идентитет. Значи Но мислам да не ја дираме таа работа оти. Чекайте. Најзначаен елемент идентитетот е јазикот. Не, тоа не е точно. Извини, Тоа е стара теза. Не, одма ти се спротивставувам, таа е теза од 19 век. Тоа е Извини, ама не е точно. јазикот, религијата, Никакво влијание нема религијата на идентитетот. организација, обичаите, Не, тоа нема никакво влијание на националното идентитетот. Не е творештво, точно. националните наследства. Ништо тоа не е точно. Тоа е ваш идентитет. Националното творештво и наследство се историјата. Добро, А што историјата. правиме со Не. договорот со Бугарија и сега што Дозволете Зијас сега, најави... Но, извини, морам да реагирам на ова. Зашто ова е манипулација? Но мислам дека го знае добро, манипулира сега. А Па значи, религијата не е дел на идентитетот,
То не е точно. Не си во право тоа. Не, извини, ако збориме за Делна идентитет. Не, да не играме со зборови. Дали збориме за национален идентитет? За национален идентитет, да? За национален идентитет. На македонецот. Не, ти зборам за по книга, не сме исклучок од светот. Ајде. Дали е формирана македонска нација или е формирана набивиска нација, исти се критериумите од цел свет. By the book. По книга, у цел свет се формираат нациите на еден начин. Или од етничка заедница, од крвно сродство, преоѓаат во нација, зашто ја добива државата, или државата ги собира сите на купче граѓаните и ги формира. Значи, мора да има меморија, историска меморија мора да е, сериозна историска меморија мора да има, и јазик официјален кој што е во употреба на државата, оваквото и толку. Армија и институции. Слобода, не зборам за демократија, слобода и така не се збораме. Сето друго е дозволите ли да кажем нешто? И последната работа мора да е замислена во главите на незините припадници. Значи, во твојата на главата мора да постои свест до кај се протега кој е се член на твојата нација. Ето тоа е тоа нација. Идентитетот е препознатливост на нешто со кое што се препознава една група, дали е во крвно сродство или не е, и кои се тие препознатливи елементи, тие што ги набројав. Дел од македонскиот идентитет е православната вера. И тоа е... Па имаш македонци и муслимани. Македонци и муслимани имаш. Ама не. Затоа што мисле дека го знаеш ова, за тоа ти реагирам. Ама они се идентификуваат исто така со својата религија, независно што се... Не, они викаат и ние сме дел на македонската нација. Значи религијата не е дел на македонската нација. Се идентификуваат со собствената религија, како составен дел на оваа нација. Извини, се согласувам, окей, продолжи. Дали за идентитет, на пример, знамето, дел од идентитет? Не е знамето. Не е знамето. Знамето е символ на нацијата, а знамето не е идентитет. Кој е нашето знаме сега, символ на нацијата? Ова што го имаме државното. Државното, така е. Тоа е символот на нацијата. И тоа мора стално да биде исправено. Добро. Толку, осе пред врховниот командант кој ги спуштаме сите. Сега да прашам. Во што е суштината од тоа што ќе се наруши македонскиот идентитет во некои преговори околу името? Повторно велам јас. Јас се водам од Кодзијас. И од грчките ставови. Ја не се водам од нашите ставови, зашто ги нема. Значи јас се водам од грчките ставови. Вика грчкиот министар за надворешни работи. Вика ќе отвориме, вика 4 точки. И ги наброја човек. Ако он мене ми отвори точката за нацијата, за јазикот, законот во интернет како го користам, кој код? Секаде се тие меѓународни веќе решени тие. Не. Значи па ќе ви кажам. Нано, со сиот почит кон тебе. Значи се работи за нешто што јас го слушам од грчката министар, не го слушам од македонскиот министар. Не чув одговор од македонскиот министар на тие 4 точки. Разговараме за името цело време слушам. А гркот вика, извини дечки, разговараме за уште некои работи. Сега јас на кого да му верувам? Извини, молим те, самиот рече дека нас немногу не интересира проблемот околу... Ама еве го Наум, извини, Нано. Сега ти... Еве го Наум овде, нека каже Наум дали пренесоа и они пренесоа 4 точки на Кодзијас. На пресконференција одржана во... Дека во ноември ќе се формира комисија за ревизија на учебниците, за кои што од тука прво се велеше дека е спин од опозицијата, па потоа дека ќе биде на паритетна основа, а во меѓувреме, јас пред некој ден, бидејќи лично се јавив и побарав одговор од кабинетот на Кодзијас, вели во ноември мора да почне, за 4 месеци очекуваме резултати од таа комисија. Што е целта, мислам, на целата оваа приказна? Значи, не треба да се зборува за името. Не те разберам цело време. Мојата лична позиција е позната во Македонија. Од 2008 година рекол да се прекина преговорите. И да ме послуша да се прекина преговорите, тогаш сега ќе имаме појака преговарачка позиција. А повеќе ние се плашиме да направиме такви радикални чекори и се влечеме вака. Ние ништо не добивме. Изгубивме во меѓународната јавност. Меѓутоа, има нешто друго. Ние треба, тоа е сериозен проблем. Мора да го решиме. Али го поставаш погрешно. Не. Например, ајде да не поѓаме од класиката од Ришелје. Што е општ национален интерес на Република Македонија? Безбедноста, територијалниот интегритет и благосостојбата на населението. Точка. На Република Македонија. На Република Македонија. Точка. Се слагам, точка е. И натаму? Тоа значи дека
ako najdeš nešto, nekoj kompromis, Ако сакаш да најдеш компромис. ako sakaš da najdeš kompromis i ke najdeš, Не, ако сакаш, ако не сакаш, не можеш да најдеш a компромис. tvojata država ti ostane celosno teritorijalna, bezbednosna, socijalna blagosostojba, to se elementi Ама, što ti тоа возможува. е нашиот феномен да избегаме од реалноста. Kod koja je realnost? Да избегаме од грчките барања. Да си ги раскажуваме како што ние сакаме да си ги раскажуваме овде. Zašto si gi raskažuva? Па е затоа што Ке ги ова што puštime луѓето, ке кога да пуштиме? разговарат. Па не може да ги пуштам, ги пуштиме со Бугарија и опреска. Zašto? Како зашто? To je Zato što tvoje posebno subjektivno... isto- Ама истото прашање, тоа беше Ја се усогласена извинувам, политика. Zato što Subjektivno isto to- mišljenje tvoje. Ама не е мој субјективно. Što uopšte ne se Zato- stavlja Dobro, između Може ли dalje. вака? Исти од Може ли да ми Бугарија одговориш со кој механизам? Со кој механизам? Nadminati se Не е точно. procesite Може да кажам na нешто? lošo sosedstvo. Може да кажам kako нешто? kažem. Може да кажам? Ајде. Се слагам со тебе, нека биде така. Ние подпишавме договор со држава чиј што национален празник, најголем национален празник, 3 март, е Сан Стефанскиот договор. Dobro i? Полека. Ние подпишавме договор со држава која што изгуби 3 војни за да ја анектира Македонија, не да ја окупира. Ама чега се, не, ти се враќаш. не. Ти ко да си- Дослушај ме, дозволи. Знаеш kako diskutiraš? Не, сега не ме оцени како дискутирам, не сакам. Човече. Па ти, Што не, правила Нано, пред 100 години, Нано, пред ја до сега 50 бев години? коректен. Сврти се кон напред. Нема потреба. Запри малците, запри малците. Е, па, Ама тие трикови, да се докажам. Тие трикови нема мене. Трико, Ти ајде не, кажуве. може да докажам. Па не можам да ти докажам нешто што. Ама нема што да ми докажеш ти мене, граѓаните се сега да кажу. Ја да докажам што почнав да зборам. Стрпи се. Ајде. Не те прекинувам никогаш. Полека, запри. 3 војни изгубила за да ја анектира Македонија. Ама не ме интересира ми. Ама чекај сега, ама не можеш Јас сум да- во 21 век, човече. На тоа зашто е мојот одговор. Ако тебе не те интересира историјата и минатото, зашто ме ги интересира Бугарија и Грција? Што запна толку они па за таа историјата, што не заборават кој ние што забораваме? Чекај сега. Не, одговори ми на ова прашање. Не, одговори ми на ова прашање. Ќе ти кажам. Не е точно. Има Тоа се ефтини трикови. континуитет. Послушај ме. Па чекај, не ме Влагаш во дозволуваш. ефтини трикови. Продолжи збориш. Влагаш во ефтини трикови за да збуниш јавност. Не е коректно, дека професор. Зборам Не, јавност. да. Вака. Одговори ми на прашањето и ќе продолжи. Па- Зашто Бугарија се закатанчила за историјата толку, ако не интересира историјата нас? За која историја? За целата историја Бугарија се закачува. Во што се закачила? Бара да ја смениме. Ние не, бара да најдеме заеднички. Не е точно, не е точно, не, душа моја. Нема заеднички. 99% од бугарите го мислат истото што го зборува јавно Каракачанов. Да не може да се лажеме. 35. Нивите учебници, Чекај сега, твојата цел е тогаш да земеме, да прекинеме се. Не е точно. Па Зашто? не знам што ти е целта. Ќе го Ја немам никаква продадеме цел. идентитетот, погрешивме Чекам, со зашто Бугарија. вадиш само она што ти одговара, а не вадиш она што Добре, треба да кажи ми ти, што ти е цел? Значи, мојата цел е следова, Еве, ти дека си ти го сега наметнеш разговорот. министер си за или премиер, што е твојата цел во однос на овие две држави? Што би направил? Добрососедски односи. Молам? Добрососедски односи. И На равноправен основа. на равноправни основи. Проблемот со Бугарија ќе се реши во следните 100 години. Ќе се решава. Ја немам ништо против да се формира комисија. Ми ќе го знам колку е сериозен проблемот, нека се решава како што се решава 40 години, 50 години, 100 Знаеш години. што е реал политик? Не можеш така? да знам. Знаеш, За тоа ти кажам, реал политик Во реал политик не можеш да го кажеш ова што Е, сега го не е кажуваш. точно, не е точно. Не можеш. Не е точно. Па немој Во реал политик само силата владее. Оно што го има стапот. Е така точка. Ако го, а тогаш ќе да влагаш во преговори. Трги се на страна, стапот нека те Ма помогне. нема молим те да не Сега владам преговори. Не силата владе? владее ли? Молам? Сега силата ли владее? Силата владее секогаш. Дали сега владее силата? Секогаш владее силата во меѓународните односи. Соединетите американски држави Некогаш како посилно, владеат? А добро, владееше и сила. Се обиде Буш да не метне во НАТО, не успеа и еве, сега на сила да се реши името, така? Ќе се реши, да. Па тоа Да се прашам, реши. дали е на сила? Да, а што вие сакате да влеземе? јас прашувам. јас да ве Јас прашувам. прашам. Тоа што јас сакам, тоа воопшто не е Сте важно. расположени да вечерот. влеземе во НАТО или не сте? Тоа ме Може. интересира. Може едно. Апсолутно. Ама, Не ама. Зошто? Не ама. Нема ама. па Јас ви сакам реков, Македонија под да кој слушам. услов да влеземе во НАТО и Не, ЕУ? не, извини. И тука имаме да забраш. Дали ги исполнуваме Ја- условите за Да, влез во Европската да. унија и во НАТО? За Европска унија, не, за НАТО. Не, чекај се. Немој да абстрахираш. Дали сте вие про НАТО и про ЕУ? Тоа ме интересира. Може да Ама кажам сега нешто? до каде?
До каде? Може кажем До таму, за да Македонија Па влезе во НАТО. така викаше Сталин, Тито викаше така. Според условите кои што се наметнати. Комунистите 48 година вика дали сте за Сталин, дали сте за Тито. Не, знаеш што? Може дека не. Ти беше амбасадор во НАТО. Во балканската историја, ајде да се вратам. Не. Го знаеме принципот на трагичарот. Не е точно. Ако треба и ќе не е точно загинам, тоа. али нема да биде тоа. Не е точно. Тоа е поминато време. Не е точно. 21 луѓе, век на интеграција. Може нешто да кажам. Мали сме премногу. Може да кажам нешто. Треба да сме реални. Кој што му се сака да се игра играчка со државата, нека вади квадратни корени, истории и да се враќа со Македонија, со која држава? Дека вади тоа е многу големото прашање, со која држава на со крај ќе биде? Македонија. Значи, луѓе кои што цело време од тој стил што ги гледавме протестите до она што не снајде и 12 декември 2012 и сега на 27 април. И она што се случи пред Диксон е транспарентно, пропутински и така натаму. Ја не знам. Како попсел да сеш, мајко му стара. Како попсел да сеш, извини. Опозицијата мора да свати дека нашата идеја дали се служиме, дали се послушаме. А вие сега кога сакате да направите нешто, да сте малку да покажете одредена завист кон тоа што го прави оваа влада, Бог да чува. Тогаш како е? Бог да чува. Па поддржи ја тогаш. Па кој рече дека не поддржам? Па нели било овие договори биле Да. Па тоа што има врска со владата. Па ја не сум безум. Па да прифатам се што ја владата. Кој ти вика дека ја реков едноставно, ти не слушаш. Значи ја ти реков вака. Ја сакам Македонија да членка на НАТО. Меѓутоа, има услови неколку што ги барам. Првиот услов што го барам од оваа држава, од оваа влада, да ми излезе со анализа про и контра, напишано како што го прават сите држави во светот, освен македонска држава. И тоа е повторно 20 години. Про и контра, анализа сериозна, изготвена од сите министерства на владата, нели? Излеголи овие 10 години што беа на власт. Ама верувам, ја 27 ти реков јас. Но имаме Ама не, дали ме дослушаш сега? Ама ало, ти реков 27 години немаме документ направено. Ја очекувам од оваа влада, пред да ме праша дали сум за НАТО или не сум, да ми излезе со сериозен документ. Не, дозволи ми, го нема. Не, да ми кажеш. Мапот читај. Не. Па каков документ? Про и контра, колку тоа, што е бенефитот за Македонија, ние тоа се управи. Јас ќе ти го кажам. Не, ти да ми го кажеш ти мене. Јас сакам да стои некој сериозен за тоа. А што јас сум не сериозен? Ама не ти си индивидуален. Па сме напишале книги, човек. Не, още ги книгите. Знае кој што е бенефитот за Македонија. Секоја држава, членка на НАТО, пред да стане членка на НАТО, го напише тоа и го објави. Парламентот го усвои документот. Исто така и Македонија го објави. Не, ја те молам, нека се вика Membership Action Plan. Ама па не те прашувам јас тоа, на тоа или не се разбирам или... Што ме прашуваш? Сакам про и контра. Не македонски акционен план. Про и контра. Сакам со моја глава да прочитам, да видам кои се аргументите на владата за членство во НАТО, кои се забелешките на владата од евентуално членство. Зашто членство... Ќе ги напишат, не е проблем, нема време. Чекај тоа, не, запри. Пари од джеб давам за... Извини, ако оваа влада вели дека е транспарентна и дека е отчетна пред граѓаните, ја го очекувам тоа. И тоа ќе ти кажам дали сум за НАТО или не сум за НАТО. Не за тоа што ја лично сакам или не сакам. Па што тогаш зборуваш за некои историски елементи, издале и така натаму? Запри малце. Затоа што ти во тоа про и контра ќе биде внесено и прашањето за името. Тоа ми беше прашање сега. Во таа стратегија ќе биде внесено и прашањето. Дали ни се исплати на нас во овој момент да бидеме членка во НАТО со сменето име? Со кое сменето име? Сменето име? Може додавка да има. Нема точно, тоа само пацар се лаже македонците. А дали мислиш, што мислиш, ќе стигне Кока-кола, како ќе се викаме? Како би можеле да се викаме? Ти навистина си толку наивен или намерно сакаш да ме провоцираш да? Кажи ми, ја не знам што... Па ако беше со додавка до сега ќе влезе, ќе го сменеме, ние тоа ќе го направиме. Грците не прифаќаат, Грците ти велат јасно. Ќе прифатат... 4 точки, не, тоа е лага. Тоа е кампања во Македонија. Значи Грција прво не е подигал притисок. Ти кажеш дека нема да има воопшто изразот Македонија во... Бог да чува. Бог да чува. Не си во право. Добро, са. Не си во право. Ако имаш ти директни... Ја да ти кажам. Ако имаш доста до... Прво, Македонија, еве ти кажам, еве и нека се снима. Па се снима директно. Прв ќе бидам, ако изразот Македонија не биде во тоа сложено. Тоа е наша заблуда. Против. Но што ќе бидеш, што ќе кажеш ти ако не си во право? Ако не си во право. Ја ти кажам дека не може да постои име во кое што ќе се излече националност македонец
Значи не може да постои Не си ако во ти право. Не си во право. Има две варијанти. Значи, ако сега збориме што не е за зборење, нели? Зашто гледате голем број на луѓе кои што и не разбираат нешто многу тоа што збориме. Значи, или имаш додавка напред пред името, Така. што ќе ги збуни албанците и нема да го прифатат тоа албанците во Македонија никош. Да, И втората работа ти е само ваквото пример од Швајцарија. Третото решение е одвратно. Друго решение е од сегашните, ако Кодзија се излезе утре на пресконференција и рече, не дечки, извинете, погрешно се изразив, разговараме за ова прашање. Океј. Неговите барања во пакет земјини значат комплетно бришење на македонскиот. Сите досегашни преговарачи од Македонија знаеле дека мора да има да во сложено евентуално име биде изразот Македонија. Ама они си знаеле, знаеш колку си знаеме ние сите. Останале на таа позиција и таа позиција веќе елаборирана. Како го? И таа ја прифаќаат и Атина и меѓународната заедница. Абе, извини на сега. Проблемот беше. Да ти верувам тебе или на Кодзијас, на кого да му верувам кажи. Ама што на Кодзијас? Сега вака јас. Дали може да ја пуштиш снимката од Кодзија што рече? Може ли вака сега јас да го поставам прашањето што се наметнува во јавноста и зашто има известни големи тензии околу ова прашање? Прво, почна да се пишува многу и да се наметнуваат имиња покрај тоа што се нели тргаат споменици и се исполнуваат сите услови кои што беа поставени како предуслови за почнување на некакво седнување на масата. Набројте неколку 3-4 имиња, ајде. Вака сега се вели Република Северна Македонија, па се вели Република Вардарска Македонија, па се велат имиња кои што не се Република Горна, па Горна Република или не постои воопшто Македонија, тоа е исто една од тоа варијантите. некој го кажа Вардар. Меѓутоа, многу е интересно што истовремено доколку луѓе што се блиски до актуелната власт, преку медиумите кои што постојано се блиски, нели јасни се и изворите и луѓето и ставовите внатре во колумни, протежираат сега уште нешто. Од една страна се вели име кое што, нели, се пробаат балони, од друга страна има луѓе, професори кои што велат јас сум земјанка, па доаѓа Грчев вели сите нации се измислени па и македонската. Не е точно. Не е точно за Грчев, е тој изваден од контекст. Човекот само кажа дека неговата колумна стои на еден портал, ќе ви ја покажам кој ја знам, ја читав целата да ја прочитам. Нации се измислени па и македонската. Ја го видов наслов, него видов текстот. Неговиот текст понатаму. Дали сето тоа значи демакедонизација на народот за полесно да се протне промена на име? Нема врска. Ма сето тоа се, ја не знам од кај ги вадите демакедонизација. Значи, читаме постојано, како да, ја го измислив тоа, демакедонизација. Значи, сето тоа наведува дека на каде оди целата акција. Ако се прифаќа отстранување на Александар споменикот, на Филип, на аеродромот, тоа е обичен кич, тоа и да нема врска, тој кич треба да се мавне што побрзо, меѓутоа затоа што е пари. Кажете ми еден кич во Солун или во Атина што Македонија може да рече, дај тргнете го ова кич. Види да ти кажам. Значи, дали е кич или не е едно прашање. Дали некоја држава ќе ви нареди да си го тргнете? Не може да ми ги тргне. 800 милиони евра глупи се потрошени. Гледате во Абу Даби како за упола пари каков музеј направија. Разговараме за две различни нивоа сега. Дали е кич? Може би се согласил со вас дека е кич. Еве, во ред. Со стиропор кој ни го уништи градот. Грчкиот министер за надворешни работи и министерството велат додека не се преименува автопатот, додека не се преименува аеродромот, ние нема да слетаме и нема да дојдеме во Скопје. Нека не доаѓа. Така? Да. Па не, дека нема како ќе биде. Па и треба да се применува. Добро, што е ова паника од ова зашто се применува? Зашто се прифаќа ревизија како се кажува татко му на Александар Македонски? Затоа што се што пишува е измислено, наметната историја. Ние сме Словени, ние не сме антички македонци. Ние зборуваме словенски јазик. Одлично. Од која година? Од 45-та? Не од 45-та. Ние сме од словените кога дошле таму 6 век, 7 век и така натаму. Има еден проблем, Нено. Не, може да кажам, има еден проблем. Кој рековме дека е најсилниот елемент на идентитетот? Јазикот? Не е точно. Не е точно. Што е? Свеста за припадност е најсилниот елемент. Историјата, колективното врз. Меморијата е најсилниот елемент. А како имаш свест за припадност, ако немаш јазик? Значи, кога се појави еден вол за свест за припадност кон стадото. Значи, тој има идентитет. Да може волот нема, а мравката има.
Не, и пчелата по твојата логика. не, Па е по твојата логика, пчелата има... Јазикот е човече најсилниот елемент и идентитетот, не ми зборува. Не е мислам, точно. ова. Може И сега вака, ние може зборуваме- вака сега. Не зборуваме антички јазик, зборуваме словенски јазик. Прво и тоа не е точно. Како не е точно? Па прво и тоа не ти е точна тезата. Каква врска има тоа Значи, со преименувањето на... Значи, повторно, знаеш како, ние имаме една повторена фабричка мана, се тоа што не сме си ја завршиле како домашна за 60 години на назад, зборам, 60 години на назад. Како домашна задача не сме го завршили од X причини. Ние сега сакаме да ги рипнеме и продолжуваме да се градиме како да градиш куќа во воздух без темели. Прво, прашањето за словенизацијата е прашање кое што до крај во оваа држава не е расчистено. Прашајте ги, археолозите ви велат гробови ние немаме најдено 6-7 век. Не застапувам ни една теза јас тука. Ја немам однос. ДНК на мојот внук и мојот син е постара од словените. Сум против, тоа е фашистичка теорија. Не. Слушај, сега не, ми е јасно значи, све. не, ништо не ти е јасно, кој тоа е јас проблемот. зборувам? Не, ништо не ти е јасно. Значи, проблемот е едноставен. види. Проблемот на идентитетот е не ме твое замарај прашање. со Ама не те такви за... тези, Па ти Павло. замараш, бре. Ти замараш. Такви тези не ме Кој замарај. тези? Ми Ние сме вадиш тези словени, по- ние сме православни. А зашто ме луѓе. замараш? Не сакам да бидам словен, сакам да бидам кинез. Биди, Е, па зашто? па биди кинес. Ама ја не не зборам знам. множина, речи јас сум словен. Па сите сме словени, човече. Имаме словенска Ама, култура едноставно. што ти значи тоа? Тоа ти значи дека претходно дека вакуум имавме ние. Па тие у Кресенско востание го дигна востанието со Александар Македонски, ако е така. Што не ми значи мене ништо. Ама, Кирил сега. Печиновиќ вели дека ама сега Кирил Печиновиќ ми говориш? и мајка А Пулевски била. што вика? и така натаму. А Пулевски што вика? Исто вика. Е, па сега извини. Ајде Значи, не вака може сега да да го така преформулираме прашањето. Не може така Ако тука едноставно. се вели дека Види, постои некаква антиквизација и се крева некаква тензија околу да ти историјата, кажам, постои што правиме со... тоа е криза, Донев го криза на постави тоа прашање кое што идентитетот. постои. Човек Што е толкавата бугарска обседнатост со Охрид, со Самуил, со Кирил и Методи? Тоа се иконографии заеднички кои што сакаат тие да ги пресакат. они не велат заеднички, они велат се бугарски. И ние велиме дека се наши. И Ама зашто се не толку обседнати со тоа прашање? Зашто не речат Еве, добро ние ваши се? немаме проблем со тоа. Зашто не речат Еве, дека ваши немаме. се? И сега, што правиме? Зашто не речат ваши се? Што им е толку обседнато со Кирил и Методи? Кога е ама- применуван аеродромот во Солун? Која година е Го применуван? не само со Не, кога е- и периодот го Кога е направи. Го примен- реќ оптоварени се, имаат криза А на сега ние? идентитетот. Епа сега, И значи, сега треба каде- ние каде е истото балансот? да Каде е балансот? да се тепаме што сакате. Не за тепаме, Не, зашто мислам, се тепаме? не знам. Амбасадоре, ја воопшто сакам да Што ти- да што ти е- разјасниме една што ти е работа. целта? Дали може да се постигне баланс? Ако веќе се шири Не може опсегот- бре баланс со Грција, сваќаш ли? Знаеш ли кој е Грција? Која е Грција? Грција, членка на НАТО, членка на ЕУ, точка. Па што? И Лидершип на Балканот, точка. Од каде е лидершип? Од таму, лидерство, Не е точно. членка на НАТО. Па и Бугарија е членка на НАТО Албанија. и Албанија. Па не се лидери? Меѓутоа се најмокни тие се држави кои што се најстаро членство од 53 и така натаму. Ма што има везе? Како што има везе? Па така. Па тоа е традиција, човече. Па ворете ја те го ценам. Има таму во рамките на НАТО има например правилник, не, има обичаено право. Добро. Државите кои што се со старо членство, Добро. секојаш тие консенсуално и врз принципот на солидарност решаваат за новите проширувања. Како деш? Добро. Може консензус да И каже, може да не го побарат прифаќа, било што. И може да побарат да не биде примен под разни изговори. Така Добро. што они се појаки. Е, добро да е, ворете со што? Епа и што и сега? да Ама за тоа ја за тоа ти реков, нека Значи, излезе докаде сме владата со спремни? про и контра. Со Да сите видиме до каде аргументи. сме ние спремни да правиме отстапки, точно. дали се Еве, луѓето Значи, ја не- спремни да значи, ја прават не- отстапки. Чекај, вие Значи, зашто сте ви аналитичари? Ги знаете сите али? Не е точно, извини, ја не ги за математиките. Контра и А не сега. Не, мене ми треба сите Зошто? математики. Зошто тоа на Пази. грцки не го покажавте про и контра да го напише? Ма дали ме слушаш ти мене? Не, па ја те Груевски прашам. не водеше преговори. Прво него повика, Како не водеше? Па не преговори? водеше. Еве ќе ти кажам дека водеше преговори. водеше преговори. зошто? Водеше, како не водеше? Ама водеше, не. Водеше преговори. 2010 водеше. И водеше, водеше, имаме водеше- преговарач кој што е и со- наследен. и со- Воопшто не е тоа спорно. Така што. Ама не, Меѓутоа ние треба не да се се- види не, не. што треба да се Ама направи, сега не што биле вистински преговори. Ама сега чекај, запред малце зашто го зборуваш. Абе, Добро се види, твојата обседнатост да даваш идеолошки параметри на прашања, ја разбирам. Зашто идеолог? Ја едноставно отреков. Се бара. Ја барам од оваа влада, бидејќи вели со брзо темпо до 2018. Ќе добиеш. Во ред.
ќе добиеш Ама ја не нова гледам, влада. не изгледа со суштина дека направила таква група. И дадала таква Ова значај. влада е многу потранспарентна од Се претходната. слагам, За све. се слагам. Меѓутоа, Ќе дадат и ќе се отвори дебата. не дебата, ја не сакам Дебата да ја дебата. видовме за Бугарија. Ја не сакам дебати. Дали ме- Не, тоа беше само символ како да Ќе се... продолжи, Не, тоа Ама беше вие- само да- Видите, ми сега- јавуваат од режија дека мора да идеме со вториот блок на реклами, ќе А, не, продолжиме си во одиме, истово. си одиме, Не. си одиме. Не можам до 12 Уште сат не 10 можам минути да имаме до идам, крај. плюс 120. Еве неповторно, барајќи одговор околу тоа интеграција или дезинтеграција, каде е ИТА Македонија, со мене во студиото се амбасадорот Ружин и амбасадорот Донев. Дискутираме, можеби малку и повозбудени во насока на спротиставени ставови и барање заеднички јазик, дали можеби ќе дојдеме до него, не ќе видиме до крајот на емисијата. Зборуваме цело време за јазикот и за тоа дали како една од идентитетските карактеристики јазикот. Сега е многу интересно прашањето за двојазичноста која што се намитнува во Република Македонија и во насока на надминување на прашањето на добрососедството и идното евроатлантско интегрирање, дури сега на него се гледа како на една замка да под јазик, да не стои воопшто македонски јазик во регистарот на Обединетите нации, туку да вели јазиците во Република како и да се вели идната, решението кое што ќе биде најдено. Дали тука повторно не е тоа една замка која што е во тој пакет кој што сега, затоа го поставив така. Бугарија историјата, тука имаме идентитетски, име јазик. Прво, во однос натрешни... на употребата на јазиците во Македонија, затоа мислиш че со албанците? Да. Мислам, тука е све јасно, дефинирано е во Охридскиот рамковен договор. Второ, законот го има изготвено владата на ВМРО ДПМН, како еден вид на решавање еден проблем кој што ги оптоваруваше меѓуетничките односи. Така што не гледам никаква опасност во тоа. Јавноста на ова гледа, еве вака како што Која ви е го... јавност? На ВМРО ДПМН? Само таа јавност постои? Не, па вие таа ја цитирате. Таа ја цитирам Јас само. знам една друга јавност која гледа со одобрување. Добро, во ред. Ајде и ова не сме да има да праша. Нека праша. Дали не сме да има спротивставено мислење? Еве прашувам, ја ве прашувам тоа што ги интересира. За Тиранската платформа Вие велите тоа. Тиранската платформа, не постои Тиранската платформа? Исчезна Тиранската платформа. Како исчезна кога се спроведува цела во целост? Со се евроатлантските интеграции, со се добрососедството, со се сите, со се јазик, со се се. Да ти кажам нешто. Беше прочитана Ценам- од пратеник во парламентот. Ценам телевизија. Така. Ценам демократија. Ценам Апсолутно. отворен збор. Апсолутно. Ама ценам и еволуција во мислите. Добро. Значи, младци уште, Добро. или младолик изгледаш, Добро. не знам, важно Ви благодарам. од мене. Еволуира во ставовите. Значи, тие слогани, толку беше ниско. Кое? Оние долги ножеви ноки, што правеа, не знам, Тоа се вадеа. мои ставови? Не се твои ставови. Меѓутоа, Тиранската платформа... Не, јас треба да еволуирам ама заради долгите ножеви. Јас разбирам да бидеш опозиционер и тоа е здраво. Па, јас прашувам Здравото, што прашува здраво. јавност. Меѓутоа, Ако не смеам, кажете, ако е тоа, тоа е срамота да се прашали. Не. Меѓутоа, Тиранската платформа беше еден, како да ви кажам, еден спакуван спин. Спин. Да. А Спин излезе на пратеник, владата. и ги прочита сите делови од платформата во собрание на говорница. И сега јас не смеам да кажам дека постои затоа што ја прочитал, туку треба да бидам внимателен, да еволуирам и да речам тоа не постои, не го затоа што гледам. отидоа во Тирана. Добро, документот кој што го потпиша албанските партии се спроведува во целост. Добро, и Па добро, тоа прашувам. И што тоа вие почувствувавте нешто за грозеност? Мислам тие што Јас еве раскажувам, ја ви предочувам што кој ми кажува. Па тоа вие што сте луѓето што реагирале. Луѓето реагираат затоа што се вели дека тоа води кон двојазичност во земјата и дека ќе се изгуби идентитетското, ќе се изгуби македонски јазик во регистарот на јазици. Да ти кажам, во дебат. Така. Многу е лесно да го истакнуваш националното и националистичкото за масите и популистичкото. Суштината на интелектуалецот е да има еден критички осврт, да има беше критичкото во пронаоѓање бугари во Албанија, еден космополитски однос кон современите и вредности и цели. Ја не знам,
Kakva je vaša, mislim, bitno bilo pozitivno, što bilo negativno, a bre čovjek će vleguje vo NATO i EU što povrgu. I što znači to vleguje vo EU i NATO? Može da kažemo Nasluka na to što gubam jaz dobije kako čovjek. členstvo. Da li nekoj Francuzin se otkažalo to što je Francuzin za da vleze vo EU i NATO? Da li Grcite se otkažale od svoje to? Sledi debati i tako. Najlesno je jedna mala država kako Makedonija da zemeš i сега da vadaš od все квадратен корен, зашто тоа кажале бугарите, зашто тоа кажале грците, што ова. А што нудите? Еве, кажете ми што нудите. Кога, бидејќи имате право да критикувате, што се нуди? Само се нуди ова што било позитивно и негативно. Што нуди? Ги видовме 11 години беа на власт. Што понудија? А претходно бевме во криминал, па го изгубивме за да сега да, бевме лидери. Лидери бевме на НАТО. Лидери во НАТО. Може да кажеме што и пред Хрватска. Може да кажеме што или не може. Еве ќе завршам. Суштината е 11 години, освен криминал, освен прислушкувања, освен забранети контролирани медиуми, вие бевте контролирани нормално. Ја дојдов пред месец и пол, како да ви кажам, сега не бев тука. Освен судски процеси смешни, партизирано судство, корупција, ништо не видовме. Оставете оваа влада да си работи за доброто за Македонија. Убаво е да критикувате, кога ќе има аргументирано критикување. Меѓутоа, кога ќе вадиме аргументи кои што се Значи, од после кога ќе се реши прашањето за името, тогаш би можеле да критикуваме. Еве, критикувате и сега. Донев, еве, оваа емисија е критика. Само да кажам две работи. Јас дојдов слободно да зборам. И сега сум дојдел слободно. Апсолутно. Ја затоа и ве повикав. Зашто Груевски никош не се појави на телевизија? Некојаш слободно да збора. Па сега не ли бил пречесто во телевизија? Сега, ајде да се вратиме на евроатлантските интеграции. Не се појаваше на ниту еден ТВ дуел. Значи, има неколку работи. Во принцип, и мислам пред емисијата кажав зашто не ќе да учествувам во емисии, нели, зашто секој ќе се најде некој што ќе каже дека бранам нешто и вамо и таму. Прашањето за Тиранската платформа е прашање на навреда на суверенитетот на Република Македонија. Никој не им забранил албанските политички партии да седнат и се договорат во некој ќош. Меѓутоа да отидат во кај сакат некој. Кај сакат. Никој не го забранил тоа никош. Значи, меѓутоа тоа покажува не е тоа прашање за ние двајца да спориме, зашто повторно се враќаме на фабричката мана, некој друг секојаш не крива, тој секојаш е македонецот. Тоа само покажува свеста на лидерите на тие политички партии и односот кон Македонија, кон сопствената држава. Плата зимат од Македонија, одат во Тирана на Рама да му бацат рака. Ја не девалвира државата. Толку. Ни дали постои, ни дали не постои оваа платформата. Второ прашање, извини. Ние, за да влеземе во НАТО, за да влеземе во Европска унија, се откажавме од знамето, го сменивме уставот на Република Македонија. Не, се откажавме од знамето за други работи. Не. За да влеземе во Обединетите нации. Не може да ги вртиш работите. Не ги вртам. Која година? У 93-та ние не сме. Не можеме дека не го потпишеме договорот. 93-та ние не можевме да влеземе. Кога го потпишавме договорот, тогаш влеговме во НАТО. Каков НАТО? Во Обединети нации. Тогаш влеговме кога потпишавме договорот, го сменивме знамето ние. Паради Обединети нации, не ради НАТО. Не. Чекај бе. Сменивме за све. За да влеземе во меѓународните организации. Така е, во праву си. Абе, во праву си. За договорот гласи дека по тие услови на Македонија ќе биде дозволена пристап во сите меѓународни организации. Така е. И некоректни изега грците. Што мислите, јас сум сајдобен во грците? Некоректни беа. Одигра од позиција на политика на сила. Значи, може ли да довршам? Ајде, довршам. Значи, ако еднаш некој ме зезнал, значи, сериозно направил прекршување на меѓународно право, прекршил на даден збор, ако тоа не се цени во меѓународно, само сила се цени така. Која ми е гаранцијата, зашто те слушам тебе и сакам да ти верувам, ама извини, ја еднаш сум изгорен више. Која ми е гаранцијата мене дека Грција повторно нема да ме зезне? Која ми е гаранцијата дека Бугарија нема да ме зезне? Чекај, у која смисла те зезне? Да не ти прифатиш да рече Република Горна и Што сакаш прифати ти, она ти вика не може. Тука има меѓународни. Па има, тоа ти го зборам јас, тоа ти го зборам. Сега ти кажам. После 2 сата ќе се повлечиш,
Од кај ќе се повеќаш? Празнина во информација. Не. Од кај ќе се повеќаш? Ќе се повикаш На што? на завршното комунике од Букурешт 2008 година. Абе, Нано. Тоа Еве пресудата. Нано, имаме пресуда од Хаг, дошол моја дека... Ти кажа дека не прифаќаат. Па не важно. прифаќаат, тоа е. Па не. Исто Значи, ќе биде. да не се лажеме. Со гаранции можеме да разговараме за све. Да тоа велам дека понекогаш не се разбираме од идеолошки причини се разбираме. Не се работи овде дали заедно го сакам или не го сакам. Едноставно се работи. Беше Груевски, но се бе против преговорите. Значи, ја тоа јавно се укажал, ти добро го знаеш. Значи, се работи за гаранции. Не смееш да бидеш толку глуп, 3 пати да повториш иста грешка. А ние тоа правиме цело време. Ето, тоа е поентата, ништо друго. Види, тогаш што мога го кажа, значи, убеден сум дека ќе сватиш Не бада дека работите таму дојдени со до таму, што се најде прифатливо Македонецот обожава ќе влезе. Не македонецот, тоа е меѓународна. Македонецот обожава да легне во кревет и да сања рози. Не. Ниту се сменети работите. Извини, не сакам да влагам во детали, значи не сакам, јавно кажам сега. Не сакам да влагам во детали и мислам дека имам многу подобри информации од колку што ги имаш ти од претходно. И значи за тоа одбегнам цело време да ти реплицирам некои прашања. Значи, не можеме да се однесуваме така и да си легнеме во кревет и да викаме леле што ќе ни биде. Не. Сериозна држава има план А, Б, С, Д ако треба. Ние немаме ни план. Значи, ние немаме ни план во моментот. Да го имавме, ќе чуев од некого од владата да излези да каже ние предлагаме, на грците им предлагаме ова. За тоа не може да се зборува. Ма не може. А како Грко зборува? Чекај. Само тоа ние не може да зборува, зашто немаме. А Грко зашто зборува? Чекај. Ти бараш нешто, не можеш... Ти си Како не можем? Дипломат, човече. Многу едноставно, бе. Чекај, ти си дипломат, ти не можеш да кажам ова предлагаме, ова сакаме, ова не сакаме. За Груевски ништо не знаев и дали пиел чај или не пиел. Овдека дипломатијата малку бара и Ти стварно веруваш во дипломатијата дека е дискреција? Дискреција, да. А Кодзија се будала? Пушти го Кодзија. Мора да излезе со максималистички тези за да... Па ти излезе со твоите максималистички тези. За да се најдеш. Тактика е за све. Која тактика е? Ако ти во јавноста не излезеш, јавноста не ти ги знае позициите. Ако јавноста не знае зашто... Секој да се занимава во држава се дипломатија. Не, па така ти кажеш. Не е точно. Да ти каже ова, он и така натаму. Не е точно. Мора. Сад прашање дипломатијата. Во историјата на дипломатија. Ти мораш да дипломатија. имаш тактика. Ако немаш Тактиката на како ќе го реализираш, што е ти од Трамп, чист пример ти е. Ќе те бомбардирам, ќе те тепам, ќе те мавам, ќе те правам, ќе те ова, ќе те оно. Трамп тоа може да си го каже. Меѓутоа, не. Кажеш јасно и гласно. Дечки, разговараме за ова прашање, за друго не прифаќам разговори. И тоа ја ќе бидам скомотен. Во како напише програмата. Ја зашто не Чекај сега. Нема промена на уставно име. Секој име заврши му треба референдум. Дипломатијата не е математика 1 да е 2. не ми кажи Дипломатијата е уметност. Па ти кажувам бидејќи се правиш, ама не знаеш. Во дипломатијата мораш да имаш јавност, дешо. Каква јавност, бре, човече? Шо збориш? Ма нема молим те. Па ти молим те. Па ти стварно да се крстам. Извини, како јавност имаш јавност за одредени работи, меѓутоа до одредено ниво. Тактиката не ја кажеш. Шефот на опозицијата во Грција стана и му вика, дечки, се гледаш многу со Скопје, не ни кажеш што се случува. И им каже, одговараш на прашање. Да, и значи еве има пратејски прашања, нека одговарат, нека го прашуваат. Па како кога еве новинарите го прашуваат да одговара? Има одредени молеми... Ама нема што молеме. Дали разговараме за промена на националитет или не? Точка. Имаш опозиција. Имаш опозиција. Ама ја прашам го граѓани, кој даначен обврзник. Абе дипломатија мора да има одредена тајност, човече. Тактиката не се меша во тактиката. Јас се извинувам, меѓутоа на крај сме веќе ги трошиме последните секунди пред да започне делот со вестите. Нано Ружин, Јован Донев, двајца амбасадори, двајца професори со различно мислење и тоа е убавината на дебатата, нема да навлегуваме дали некој знаел помалку, дали повеќе. Јас воопшто од оваа дебата, ниту од оваа дебата вечерва, ниту од вас не слушнав под каква тоа опасност е Македонија што мора толку брзо и под секакви услови да прифати се да прифати за да може што побрзо да влезе во евроатлантските интеграции. Не така. Во НАТО се влегува и заради внатрешни реформи, заради демократија. Само ќе ве потсетам, не сакав да отварам затоа што можеби потоа пак мене нешто ќе ми речевте дека ја не знам, ама преку странски медиуми се вели
има доста антируски изјави и од Радмила Шекеринска и од Зоран Заев, за кои што мене ми се малку пренадуени, ако ме прашувате вака. И мислам дека овдека би можеле да ја завршиме оваа дебата. Ако сте волни, може да ве викнам ја и наскоро повторно во вас двајца и нема потреба уште еден. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија Нова. Пријатно.